Добре дојде во студио за Роберто Величанец од Центарот за развој на медиуми и Дејан Николовски, основачите на МАН и новинар во Нетпрес. Прво за денешната дебата, тема е новиот закон за медиуми. Денеска имаше дебата во Holiday Inn, господинот Величанец присуствуваше. Дали е воопшто потребен закон за медиуми? Вашиот став и образложението зошто всушност е потребен закон за медиуми? Значи, заклучокот од дебатата беше дека концептот кој што е понуден од страна на владата е неприфатлив за тој дел од новинарската заедница што беше таму. Но тој закон, но дали постои потреба воопшто? Организациите кои што застанаа за тој став имаат став дека да, треба да се направи измена на законот за радиодифузија во насока на вградување на европските норми. Ништо повеќе од тоа. Ревидирање значи само на законот за радиодифузија. Да. Ништо повеќе од тоа. Се надвор од тоа представува дополнително ограничување на слободата на изразување. Што повеќе закони, толку повеќе рестрикции. Господин Николовски. Па ја не се согласувам со Роберто, ја мислам дека треба да има закон, треба да има ред. Ако нема закон, нема ред. Вие сте сега, нели, понови во оваа бранша како Нова ТВ, од скоро сте, меѓутоа уеснавте сте одамна. Се допрва ќе се соочите со некои работи, се зборам поконкретно за интернетот како медиум. Значи ние кои го користиме интернетот за да пласираме информации. Дури сега ќе видите какво све безредие владее во интернетот и каква све нелојална конкуренција. Значи тие работи мора да се средат. Значи мора да има ред, да се знае. Добро. Може ли да кажете во кои земји постои закон за медиуми кој ги средува ваквите ингеренции, особено кога станува збориве за интернет порталите? Па еве сите знаеме проблемот што го имаше Google како агрегатор на вести со медиумската групација на Руперт Мердок. Така, ние го имаме го решија, да, со закон, да, затоа што ги отстапија, момент Роберто, значи ги отстапија процентот рекламите за вестите што ги превземаат од неговата медиумска групација. Сега ми представуваш индустријски договор како закон, тоа е индустријски договор, тоа не е закон. Добро, не е индустријски договор тоа. Зошто не си направите ви индустријски договор во Македонија, кој ве спречува? Зошто е потребно државата да го решава тоа? Конкретно ние во Македонија, како што ти реков пред малку, значи најголемата болка нас ние во медиумите законот за авторски права. Значи, тука сме ние најпогодени. Да, меѓутоа треба да се измени, да се посреди малце поригорозен да биде. Значи, ако јас тебе не ти дозволувам да земеш вести од мене, не можеш да ги земеш. Значи, ни наслов, ни сега не можеш да ги земеш. Можеш, дозволува наслов до 180-90 карактери. Еден дел може да се земе, да. Меѓутоа, ние новинарите знаеме дека тоа е веста, насловот и главата. Тоа е веста. Тоа ниту еден закон во светот за авторски права нема да ти го дозволи. Македонија не може да го смени насловот. Да го смени законот во тој правец, дури ни за онако се вика, ни за авторски права. Значи тоа се вика цитирање во добра волја и тоа е дел од начинот на кој што функционира и интернетот. Значи повторно ти кажувам, сега вие ни подметнувате на приказна во што треба да се реши со индустријски договор и со саморегулација ни подметнувате како приказна која што треба да регулира државата. Туркајќи регулацијата, знаете што ќе направите? Ќе го изместите проблемот од македонска юрисдикција во светска юрисдикција. Пријатно здравје, завршен е проблем. Кој тоа ние? Ја не го предлагам законот. Поддржувачите на законско решение, значи што ќе регулира законот на интернет? Што? Ова што ти го кажуваш како проблем е проблем на индустријски договор. Тоа овој закон, ваков како што е, не го решава. Овој нацрт закон не го решава. Меѓутоа решава нешто друго. Значи не го решава тоа што го кажуваш, туку решава нешто друго. Значи овој закон вика дека вие мора да основате фирма ако сакате воопшто да имате веб сајт. Крај. Да, значи воведува ригорозна контрола. Значи не само со вести, прочитајте убаво дефиниција. Значи единствено се човек во едно општество треба да имаш име и презиме. Единствено се изземени блоговите и социјалните мрежи.
Се друго, и што е многу интересно, да, изземени се и порталите на печатените изданија кои што уживаат специјален статус по овој закон. Зошто се изземени? Се друго вие што кажувате, дело индустријска и го нема во законот. А викате дека не треба да се регулира. Па ајде дојдете на оваа страна и да правиме овој што да се регулира. Че ако искочиш на пазарот да функционираш како медиум, треба да имаш име и презиме. Значи не може партизански. Знаеме сите каква моќ има интернетот. Еве гледаме еден Facebook каква моќ има. Еве денеска, вчера вечер и денеска цел Facebook врти некоја квази вест на Аца Лукас дека закинал. Како може да се регулира Facebook? Возможно ли е? Facebook е затворена мрежа. Facebook не влагаш со самото укуцување на facebook.com, него мора да поставиш свој јузер и пасворд и да влезеш во мрежата. Не постои ли опасност и Facebook? Не, се разбира дека не е, но не постои ли опасност за оваа власт од Facebook, например, или од Twitter? Значи, за оваа моќен медиум стана социјалните мрежи. Дали постои или не, прашајте си ја власта, мене не. Не, добро ве прашувам за став. Јас само, мојот став е дека закон за медиуми, да, треба да има, за да се воспостави колку толку каков таков ред во однос, зборам за интернетот, не зборам, значи законот ги предвидува и телевизиите, и радијаве, и вестниците. А правило служба да ни напише наместо закон да ни пишува од Сабајле кога ќе станеме да поздравиме, да дигнеме знаме. Пошто тоа ќе биде совршен еден ред на касарна. Значи сега вака, една работа. Тоа што вие действувате на интернет, што сте го зеле делот за трансфер на производот новинарски што го правите преку интернет, не ви го дава правото да го ограничите слободата на изразување на другите што го користат интернетот. Ама не разбирам што вие го туркате, се вика корпоративизација на јавен ресурс. Ништо друго. Затоа што на тој начин се овозможува контрола и набивање медиумска концентрација во иднина на самиот интернет простор. Тоа е многу опасна игра, која што на крајот ќе ви се лупне вама од глава. Не разбирам што е тука спорно. Па гледам дека не разбираш што е спорно. Значи си регистрирал фирма, формираш редакција, новинари, фотографи, се регистрираш у Агенцијата за медиуми, како што ја предвидува законот, агенцијата нема право да не те регистрира и тераш работиш. Што има тука проблем, што има тука ограничување? Објасни ми зошто тебе ти е потребна регистрација. Сега мене што не ми е потребна тебе регистрација? Што не ми е јасно мене од законов? Како на пример ќе се регулираат оние сајтови што ќе се регистрираат а нема домен МК, значи во Америка, па нема да се регистрира или .net, што нели ќе работи со надворешни соработници. Да, ама ќе го има во интернет просторот. Па ќе го има, и што можеш тука да направиш? Па тоа прашувам ја. Значи јас ти кажам дека не ми е јасно законот како тој дел ќе го залагањето за регулација е има ли право законот, односно власта да ги укине или таа агенција да ги укине тие? Не, претпоставувам интернет портали. Не може да ги укине. Значи ние ќе доживееме. Не може да ги исклучи? Не, значи ќе ги може како? Значи и може. Значи може. Може. Значи ова ти е двофазно решение. Прво ти воведувам систем на регистрација, после кога ќе видам дека повторно овие што се залагаат за регистрација ќе речат па се нас не регистриравте, види сега од надвор што ни прават и тие тогаш ќе речат добро, тогаш чим сме заштитили уштеднаш, ќе ве заштитиме уштеднаш, ќе ви ставиме филтер. И пријатно со здравје ќе ве отсечам од пола интернет. Туркате многу опасни тези. Чисто заради собствените заради тоа што тврдите дека не можете да заработите пари на интернет. Туркате опасни тези. Значи прво конкуренцијата е нелојална, знаеш и самиот. Имаш, значи, знам и сам. Нека докажеш, нека образложи. Имаш медиуми, нели, кои функционираат како телевизии, вестници и радија. Покрај другото имаат и своји интернет страни кај што ги пласираат информациите. И токму тие се изземени од законот. И сега на тие страни се ги даваат рекламите без пари. И токму тие се изземени од законот. Токму тоа го пишува во текстот на законот. Токму тие се изземени од законот. Тие што ти ја прават конкуренцијата, тие се изземени од законот, а ти ми кажуваш дека законот ќе те регулира тебе. Интернет порталите на печатените медиуми да бидат изземени од овој закон. Како зошто? Интернет порталите на печатените медиуми да бидат изземени од овој закон. Да, интернет порталите, колку што прочитав ја во законот, не се сметаат за медиуми.
Меѓутоа треба да почекаме да Тие видиме. напечатените ни се сметаат за медиуми. Да, така пише у законот, Да. ја кога што прочитав. Дека Има ли логика порталите- во тоа? Нема логика. Меѓутоа има логика ако интернет страната на одреден весник или не знам одредена телевизија служи за презентација на тој медиум и функционира поинаку, тогаш зашто би се сметала за медиум? Ме разбираш? Тоа е медиум. Сега се зафркаваме нешто, се правиме блесени. Не, зашто би се сметала ако отвориш сајтот на Значи, практично И тоа весник е и таму медиум. пишува, ние сме Господин- весник, неделен. Колега меѓутоа Николовски, не- и тоа е медиум. Не гласива информација. Дејан, имаш текст на закон, практичен, прагматичен, напишан там. Вика, тие се тргнати од регулација. Ти мене ми кажуваш дека тебе ти треба регулација за да те заштити од тие што се тргнати од регулација и викаш дека ми треба закон. Не ти звучи малце контрадикторно што кажуваш? Роберто, зашто да ми звучи контрадикторно кога јас Што е гледам крајниот дека ефект? 6 години Што е Netflix крајниот ефект? екзистира во Што е тој крајниот- простор што е крај- Јас со се 300 согласувам маки. дека јас се согласувам дека има проблеми. Не може законот Има да ги- огромни проблеми. Ама не може законот да ги компензира бизнис договорите и бизнис заедницата која што сака да заработува на интернет. Ало, ќе сватите ли вие дека треба да се самоорганизирате и да седнете да преговарате со тој што ви го прави проблемот и да ги искористите сите законски решенија што ви ги даваат другите закони за да си го решите проблемот. Вие седите и чекате владата Значи, да ви го реши тие- проблемот, владата ви става решение од кое што од МП прави концентрација во старт, го иззема од регулација. Значи најголемиот конкурент ви го иззема од регулација и вие викате супер не е законот. Што зборувате бе вие? Значи, ја реков потребен е закон за да се воспостави ред во работите.